Слава ти, Господи Христе. 12 глава, дали ќе може да се предискутира Тихо и Манде да ни објаснат повеќе за оваа глава? Добро, овде исто така продолжува да ги објаснува принципите на духовното водство, дека духот дава живот практично, ние живееме по духот, ни полека кога ќе го читаме. Се зборува за односи што се случиле во историјата на Израел и им го објаснува дека преку духот се случуваат тие нешта. Например, од 12 стих, тие што беа таму и оние што беа еднакво пострадаа. Видете, каде сме ние? Целата суштина е. Ние сме овде на земјата. Едното е Египет, од каде што сме со фараонот, другото е Мојсей не изведува, се трга морето, доаѓаме во пустината. Едните се во Египет, другите се во пустината. Видите се што е. Тие што не беа таму и оние што беа еднакво пострадаа. И тие што останаа во Египет, и тие што во пустината мрмореа, не стигнаа до ветената земја. Значи, зборува за принцип, каде сум јас? Ви го кажував од Стојан Герасимов од Пиринска Македонија, каде си бај Стојане? Па во Царството Божјо. Каде сум јас со мислите, со срцето, со духот, со желбите? Барајте го најнапред Царството Божјо и се ќе ви се придодаде. И кај си бај Стојане? Во Царството Божјо. Ма сега кај си? Па во Царството Божјо. Каде сум јас? Во Египет? Во Израел? Во пустината? Каде сум? Во мојата заедница. Видите, тој е принцип. Битно е дали сум јас, дали Божјото царство е внатре во мене, дали сум јас во еден дух, целата суштина. Видите сега ова. А кога слушнаа, видите се, имаме 13 стих интересен. Нив ги постигна двојна мака. Тоа секој еден од нас. Воздивнување од споменот на минатото. Ти сега размислуваш за тоа што било, што се случувало, сакаш да се врати тоа, да помине, а овде си во законот на минливоста и смртта. Ти си практично, како да кажеме, тоа е двојна мака. Наместо да се препуштиш, да оставиш се, а почетокот го дава она кога Мојсей тргнал нивните работи на светиот пророк, вториот стих, минува низ ненаселена пустина, во непреодни места шатори поставија, немаа вода, им даде да пијат нели од карпа, на едно место вели карпата од која пиеа беше Исус. Значи тој остави и тргна по него. Целата суштина. Нели? Сега, двојна мака, живееш во ова и се секираш што ќе биде, како ќе биде, колку ќе останеме, како ќе преживееме. Не предаваш се и му дозволуваш духот да те води. 15 стих. Од кого порано како од отфрлен се одрекува со хули, се однесува и на Исус и на било кој пророк, бидејќи сите пророци ги убија меѓу олтарот и жртвеникот, го има тој стих кога им вели Стефан кога го каменуваат, кога им го држи тој говор, по настаните му се восхитува откако ја претрпеа нееднаквата жет со праведните. Значи кога прави чуда веруваат, кога им кажува што треба да променат, го маваат со камење и го убиваат. Видите, тоа е. Значи веруваш во него, па и во Исус беше така, кога го распнаа се разбегаа, го оставија. 15 стих го завршивме, одиме 17 стих, за да познаат, пазете го овој, дека со што некој греши, еве го тој закон и пророците, со каква мерка мерите, со таква ќе ви се мери, со каков суд судите, со таков ќе ви се суди, кој нема милост и за него ќе нема милост. Тоа е законот и пророците. Се што ви прават луѓето, правете им го и вие. Со што некој греши, со тоа накажан бива. Тоа е око за око, зап за зап. Затоа Мојсей им ги дава 10 Божји заповеди да знаат, но не можат да ги исполнат и гревот им останува. 21 стих, а и без сето тоа, тие можат да загинат само со еден здив, гонети од твоето правосудие, значи судот е негов, и уништени од духот на твојата сила. Значи Исус во молитвата, твое е царството, силата, славата, волјата, се е негово. Ти си негов, само се спротиставуваш и вели, ти се си наредил со број, мерка и тежина.
Се е измерено, влакната на главата ти се избројани, висината, тежината, бројот на деновите. Дали ти го прифаќаш тоа или не зависи. Можеш да бидеш како Јона, да вртиш, да паднеш, да врлат во морето, да бегаш, да те лапне китот и пак да се вратиш на истото место. 22 стих, зашто ти имаш секогаш голема сила. Силата негова е бесконечна, за нас е несватлива. Ви кажувам, кога ќе се кренат рацете во молитва, или слегува голема, или слегува помала, силата тој ја дава. И кој може да се дигне против силата на твојата мишка? Не може никој, но е даден принципот на слободна волја. Сам да донесеш решение во времето на милост, да му дозволиш на духот да те води, а луѓето го прават тоа што го мислат самите и мислат дека духот ги води. За да ги води духот мораш да се оставиш на крстот, да се оставиш стариот човек. Значи да немаш отпор, непокорност, а исто така блустер и грев, нели како што рековме. 23 стих, целиот свет е пред таткото како прашина врз терзија. Значи тој ги држи темелите на земјата, се е од него и за него создадено, или како капка утринска роса која паѓа на земјата. Видете, ние не можеме да ја сватиме таа сила и затоа тоа во еден момент, кога ќе се исклучиш од силата, ти се материализираш, паѓаш, ти си паднат. Тоа е целата суштина. Затоа е паднат сатаната на земјата, фрлен и има малку време. Тоа е секој еден од нас кој не му дозволува на духот на мудростот да те води, да те обликува. Гледајте сега таткото, 24 стих, ти сите ги милуваш. Го имаме ово во псалмите, милоста негова е вечна. Милоста негова е вечна. Љубовта негова е вечна, зашто се можеш, може тој се да направи. Но и за него важи законот. Значи законот важи што си правел, тоа ќе ти се прави. Ако ги љубиш сите, ќе те љубат сите. Ги проштеваш човечките гревови. Ги проштеваш човечките гревови кога се кајат. Ама има момент кога ќе се покајат. Ова е неодредено време, значи во јазикот, кога се кајат, значи кога се кајат, прашањето е кога се кајат, кога ќе се покајат. Се враќаме она во Матеј, значи далеко од очите твои во темнина, нема да ме гледате веќе се додека не кажете благословен е оној кој доаѓа во името Исусово. Секогаш можеш да го кажеш тоа, да го помислиш, да созрее во срцето. Тоа е целата суштина. 25 стих, ти милуваш се што постои. Таткото ги љуби сите. Не се гнасиш. Видете, тоа е пишувано во пророкот го зборува во негово име. Како што нам ни е дадено да пееме во негово име песни, нели? Не лути се сине што те укорувам, имаме 10 на 15 песни, во негово име ги пееме. Значи ние стануваме едно тело, еден дух, дозволуваме мудроста да не облагослови сите нас. Значи ти милуваш се што постои, не се гнасиш од ништо што си го создал. Таткото никогаш нема да го остави синот да изгине, да не му простува. Земниот татко не би направил така, камоли небесниот. Не си сакал да создадеш нешто што би го мразел. Не може тој да мрази, бидејќи е љубов, пак рековме, природа е љубов, не е чувство. Тој љуби, тоа е вечноста, е љубовта. Нели? 25 стих, 26 стих, и како можеше нешто да постои, не можеше, ако ти не го љубеше. Се е создадено од љубов, процесот е што дозволува да се направи слободна волја. Ти во еден момент од љубовта која ја примаш, знаеш дека не си ти изворот, велиш јас ќе се искачам на високо, јас знам, јас ќе проповедам, јас сум спасен, јас сум исцелен, јас ќе пророкувам, јас ќе ви кажам. Сосема спротивни се двајцата, повторно го повторуваме тоа, не сум достоен ни врвките да му ги одврзам. Јован, најголемиот роден од жена,
Нема поголем роден од жена Јован Крстител. Апостол Павле, не сум достоен да се наречам апостол. 13 глави од 25 од Новиот Завет. Сосема спротивно е. Јас рече, кога го молев, да се сеќавате Сатанин трн дека има го боцка по лицето апостол Павле, а тој му вели, го молев, рече Господа таткото да ми го тргне, тој рече, доволна ти е мојата сила, односно духот да е во тебе, зашто кога си слаб, Павле кој е слаб, тој Павле стариот Савле, тогаш си силен, за тоа станува збор. Мора да се разбере овој принцип. Не е доволно сега таму некои стихови, гледам се расправаат, имало простување, немало простување, ќе го затруеш народот со мртви стихови, бидејќи сум бил таму во тие заедници, сум видел дека духот не действува така. Ти никогаш не си сигурен, негов ученик или учител, паси ги овците мои, да рече вака е стихот, чекаш водство, нема да бидеш толку сигурен. Ќе се затресуваш што зборуваш, што поучуваш и така натаму, како можеше нешто да постои ако ти не го сакаше, или како би се запазило она што не е повикано од тебе. И тоа е таа, како да речеме, драма практично, духовна драма на преобразба од нељубов во љубов, да имаш време да научиш во процес на зреење, во процес, како што рече, 2 пати зборувам, се сеќавате на проповета, во сон, во ова, и потоа ти праќам, за да те исправам од грев, да не правиш тоа и тоа, на крај ти праќа болест и не ти праќа. Демоните влегуваат во свињите, а ти ќе речеш буквално, ете, он праќа. Не, он не ја создал смртта. Не сака никој да погине. Сатаната се спротиставува, се исклучуваш од струјата од изворот, како блудниот син, нели? Го потроши целиот имот и еден ден ќе дојде и ќе рече, татко, погрешив пред тебе и пред небото. Додека не го каже тоа, останува. И како ќе се запази тоа што не е повикано од него. Одиме 27 стих, но ти, еве го овде, она што ви го зборувам, видите во духот, се запазуваш. Тој се запазува. Се што е излезено од него не може да биде уништено. Духот го држи. Пак се враќаме на овој прв стих, се сеќавате? Денес кога го прочитавме, каде беше тој стихот? Духот го запази првообликуваниот татко на светот кој беше создаден еден единствен. И сега пак знам со човечком кој го создаде, го избави од неговото собствено паѓање. Значи тој се враќаме, тој е вечноста кој не дозволува, тој се запазува, ти се запазуваш, татко, се е твое. Ти, татко, Господи, велат овде, ги сакаш душите, ги љуби тој душите. Душата е да вдахна дух во кал земна, во лицето и човекот станува жива душа. Тоа што е негов син, негово дете, кое треба од бебе, доенче, во градинка, во основно, во средно, да дојде да докторира на љубовта. Тоа е тоа знаење. Значи, тој се запазува, се ќе запази и како што беше предходно тие стихови, се што е на земјата е спасоносно, за да го разберете принципот. Но сепак, кога грешиш, ќе мора да отплаќаш без Исус. Ако е грев против Светиот Дух, го слушаш ова, па не го слушаш, па се враќаш, па одиш, ќе поминуваш низ одредени состојби на поука, значи с која се материализираат болести и греови на нашето земно тело. Ако Духот му дозволиш да те води, ти ќе надживееш се и ќе победиш се и ќе влезам сам овде, не го читаме тоа 12-тиот, ова првиот 12:1, твојот вечен дух. Концентрирајте се, вечен дух, тоа е љубовта, духот на љубовта, духот утешител, живее во се. Ќе го отвориме како 3 точки. На вистина, ако земете под микроскоп, овде знаеме, ние научниците дошле до тоа ниво, се движи, протони, неутрони, се движат некои таму. Што е тоа? Кој ги движи? Зошто ги движи? И фотони, најмалата честичка што може човекот да ја види,
светлина, и кој ќе речеш Бог, таткото, никој никогаш не го видел, тој е непристапна светлина, тој издвоил малку од тоа светлинка, ти вдахнал во земјата, во дух животен те направил, да се вратиш таму, да посакаш како блудниот син. Татко, тука е клучот, кој ќе го фатите таа врска во духот. Татко, кој ќе кажеш, ти нема повеќе да се враќаш во овој паднат, блуден свет, наречен долина на сенка смртна. Гледајте како кажано, меко, а трагично, долина на сенка смртна. Зашто сите заминуваат овде и секе биде фрлено, како што рековме во Откровение, во огнено езеро, смртта, беколот, умрените морето ќе ги врати, сатаната ќе биде фрлен, нивните таму лажни пророци во огнено езеро. Значи, ако земеме со човечки ум, ќе се вари, мислите, како што ние денеска варевме сладко од капини, затоа што капината на Мојсей, која не согорува, те подсетува дека стоиш на свето место. Стоиш на свето место кога ќе застанеш пред неговото лице, ќе кажеш татко и ќе му го дадеш срцето и духот ќе те исполни до полна возраст Исусова, да не бидеш бебе, па ова да треба некој да трча по тебе, да не направиш некоја белја дома, да фрлиш, да паднеш, да претрчаш улица, да земеш не знам што. Те сакаме, Господи Исусе Христе. Овие можеби се малку тешки, па ќе видиме ако успееме да го исчитаме мудрост Соломонова, па ќе се вратиме пак на Новиот Завет, па пак ќе исчитаме уште некое. Овие се згуснати работи, но мора да се поврзат со Господ Исус Христос, кај што вели им даваше вода во пустината претходно овде од една карпа. Во Новиот Завет вели таа карпа на која им даваше вода во пустина, сите пие од таа карпа што им даваше вода во пустината, вели дека карпата е Исус. И кога ќе видите како може Исус да е присутен во пустината, се уште не бил воплотен, па тој е присутен кога е создаван светот. Слава ти, Господи Исусе Христе. Еве толку и кажете и вие нешто.